Me bolle cor pa parararararararam. Me bolle cor pa parararararararam. Bararam bararararararam. Bararam bararam barararararam. Здраво, сиромаштио! Милионерот се јави! Како е клошарана, а? Како брзо парите го менјаат човек, Ќе се заебаме! Не сте ми ни во више, бе! Него ќе се вратиме на моите милиони, него друго сакам на почеток да кажам. Луѓе, седам вчера, приквечер, копилјаци 16-17 години, друштво поголемо, и зимаат ташничева на едно девојчињева и играат она усредина, фрлаат, ова не може да го фати и се зезаат. И дојде ташничето до една другарка незина и оваа да го фрли, нормално неурамнотежено го фрли, заврши горе на гаража. Гаражи беше се стари тие. Горе на гаража. И имате тука едно 5 минути конференција, дебата, предлози, давање кој има скала од другариве, другаркиве у близина што живее да го викнат, да стават скала, да се качат, да ја земат ташничево. Луѓе, поише од 5 минути беше тоа. Па еден имаше предлог: еј, Пери, абе овој некој филја, не знам како се викал, од не знам, од Увлај, вика, тој куќа скала има, да му се јавиме да дојде со скалата. Вака ги гледам, ги слушам, не можам, 16-17 години. Ја тргнувам, тука имаше кола под гаражата, нормално паркирано горе, ама баш на тоа место, кај што ова заврши горе, кај што заврши горе. И викам на еден тука што беше точно кај што јас сакав да дојдам до колата, му викам: тргни се, овој се тргна, мислеше ќе ја палам кола, ќе влагам у кола. Ја два потега, стајање една нога на браник, фаќање горе, качујање горе, зимање ташничето и викам: еве ти го. А тој еден вика: и чичко ко Рамбо, еј. Луѓе, 16-17 години, интелигенција за снаоѓање, за било каква интелигенција, на загрижувачки коефициент. Значи, они поише од 5 минути думаа, што викаат старите, кој има скала да му се јава, да дојде да стават скала, да се качат на гаражава, за да симнат ташничкава доле. Луѓе, ние на тие гаражи сме се качуиле кога сме имале 5-6 години. Топка ни одела горе, ке се симнеш, сме се сунчале горе, сме играле брканица горе, сме скокале од таа висина како копилјаци 8-9 години, згора било храброст тука, докажување да скокнеш од горе, рагадао, доле. Па тука се паѓало се ова, памтам, еден која рипаше од инерцијава, од гравитацијава, удри со овој дел, удри во колениците, данк, и трепките му остана на бутините, трепките му остана. Во чиста форма, комплетни, како вештачки да беа, од гравитацијава, данк се удри у бутини, у колен, тука му остана. Луѓе, сериозно имаат проблем децава да се снајдат. Да не ви кажувам други примери. Да не ви кажувам, погадни се малку примерите, не ќе некому да расипуjem ова ручек или овако. Ама ова ви е најеклатантен пример на кој степен на интелигенција си и како современиве технологии ги оглупеат деца. Ти, ако ти отиде, поима неам, паричка, 50 динарка под кревет, логично е да ти текне: чекај да земам некое стапче, дршка од метла, да повлечам, да видам. Со тоа, така се гледа кој е поинтелигентен, кој не е интелигентен. Толку да не ти текне, па тие не се гаражи високи 5 метра, па скала да му треба. Еј, да беа деца од 5-6 години, 7, ќе кажеш, и мали се, и нема да ние на 6 години, ние горе сме се качуеле ко мајмуни, кој јас што се качив сега на 53 2 потека, дан горе. Да бев малце у подорва форма, нема реше нога да ставам ни
ни на браникот на тоа, директно се качува вака со згип, оп, горе сум се качува. Не е нормална, скала чекаат кај некој другар од влаја да им донесе, бе. Ја вака се чудам, човече, свикам, або вие, но вие поима немам, не знам, 2 нацртани овци да им оставиш на зид, ке ги изгубат. Сериозно, мислам, пазете се, и моите деца се горе доле на таа возраст, овие поголемиве 2, помалаве, добро, тај душе најснаодлива, ама нема вез. Сакам да ви кажам, значи го гледам тоа кај сите тој степен на неприлагодливост, на неснаодливост со ситуации, знаеш, устање е да лута 5 сата, да не му текне некој случаен минувач да го праша, бе, слушај, си извинувам, чиче, тето, кај е бе ова тука, не можам да го најдам. Не им текнува дека можат некого да застанат или некој тука пред куќата, баш у тоа мало што живее тука 40 години, што си го мие дворот или колата со црево, не му текне да го праша, бе, тука негде ми рекоа има нешто што ми треба тамо додам, каде се наоѓа точно? Не бе, не им текнува, људи. Абе, неверојатно. Маме еба телефони, бе, и ова технологија. Мислам, некам да звучам лудистички, демек противник, напротив на технологија, напротив, далеку сум од тоа. Ама ова е, човече, сулудо колку не им работи кликерот за банални ситуации, за банални ситници. А шо е ако кажеме да решиме некој голем покомплексен проблем да треба да реши? У пичку матерно, тоа че ако треба не знам, ке цркне без јадење, нема да му текне како да дое до мене. Не знам стварно што е. Иначе, људи, кои сме на истава тема, не се само децава проблем. Ја вчера, обично не отворам, таму имам некој месенџер реквест, кај што не ми доаѓаат у месенџер пораките, него седат у тоа месенџер реквесто, треба да отворам да имам кој ми пишал дека не направам аксепт. И сега таму има едно табличе спамови, као спаму, така ли се? Да, спамови. И го отворам таму. Људи, пораки, ај овие бугариве и бугарашиве, што се закануваат, што претат, што ми ебат, не знам што таму у фамилија, не знам, ај, тие им одговарам. Многу пристојно, многу академски. Им одговарам, од типот на уста да тебам татарска и така натаму. Ама тоа сум ја едноставно. Знам со шлиф на вулгарен коментар, знам да вратам и шлифовано. Тоа е пак влече корени од моето виенско образование, бечко, што викаат србите, аеродромски одсек. Тоа на времето го студирав, тоа никој не знае дека го завршив со одлична оценка. Така да јас соодветно не соодветно, него јас и шлифовано знам да им вратам на нивните најпримитивни навреди, нели, со мои овие од бечкава школа. Ај овие бугарашиве што се закануеле тамо, не знам што, не се битни, кој ги е? Моите братија. Обаче јас сум българин од вчера. Имам 5 милиони причини да бидам добар, квалитетен, природен българин. Не ости сега за Бугарија, друго се ради. Ама апропо е со ова, па е поврзано со Бугарија. Значи, отварам коментари. Јас сваќам, овој коментари, овој што пишуеле на тоа месење. Јас сваќам дека еден куп луѓе многу сериозно ја сватиле причата дека сум милионер. Еден тип ми испрати скриншот од екран. Јас само му пишав, не ми одговори уште, му пишав дали е ова вистина. Кајронот беше, мисла, македонска телевизија, моја слика позади, слика на вака од некое моје видео, пошто македонска телевизија очигледно нема моја фотографија од театар, од некоја филмче, од некоја серија, па ги вадат вака од Facebook, што е срамота, но моја фотографија позадина, со зелена една кошула, и одоздола Сашо Тасевски отворено им побара на бугарите 5 милиони евра за да стане бугарин. Јас се надевам дека тоа не е монтажа. Од срце, од душа, не се заебам. Од срце се надевам дека тоа не е некоја духовита фотомонтажа. Ја му пишав на Чеков, дали е ова стварно? Ако е стварно, ако вистина тоа се појавило, мислам дека МТВ беше, сега не ме држете тука за збор, пошто доле Кајронот као МТВ да беше и као мојата
ме парафразира за тоа што беше темата на мојот. Ако е вистина, не знам луѓе, вие ако случајно сте налетале на такво нешто, молам да ми кажете. Значи тоа ќе каже се, вклучувајќи овие децава со гаражава и овие што милионер дека су милионер, што говори, и овие на каков степен на духовен, ментален развој се наоѓаме како држава, како народ. Али најболje од се беше. Најболje. Ама немаше, тоа не се глуми са не можеш да го одглумиш, знаеш. Цура некоја ми пишува. Вика, поздрав лепотане. Ја отворам вака и гледам цурава, човече, пичку матер. Викам, ова е или некој лажен профил? Не е лажен. Поздрав лепота. Баш ова млада некоја и све тоа. Да не ви кажувам тоа од слики, тоа аутфит, све сама сликана. Од разни места по светов. А овој што е сликал не се знае кој е. Ама некој е сликал, пошто не се гледа на стативчето на мобилниот дека сви прави само слика. Или увек некоја слика, дали кај пирамидите, дали со камилите, дали пичке си материна е вамо, тамо, појма немам, Тадж Махал, каде да не кажам друго. Поздрав лепота. И викам, се знаеме? Не се знаеме, ама јас редовно те следам. Ти вика, честито вика, и заслужи да бидеш милионер. И јас сега тука викам, добро, некој ме подјебава, у реду, па мора да е некој појма, немам тако, И ја викам, како викам, дури моментот не ми те, уствари ми текна, ама после секунда две. И викам, како, вика, убаво е тоа многу, вика, јас сум бил у ситуација, сум имала многу пари, сега вика, не сум у таква ситуација, живеам една јужна европска држава, остров, трт мрт, она, еве вика, каде сум точно, тоа некоја слика ми праќа, тоа веројатно кај што живее, тоа што е, тоа хациенда, некоја на море, појма немам, тука се гледа морето. Вика, многу е убаво овдека, е прекраснова, прекрасна храна, прекраснова. И еве, кога сакаш, значи, можеш те канам да ми доеш на гости оваа недела, другата. Фак, како било да си милионер! Дојде на гости! Не ми е ни пријателка на Фейсбук, него е таква од тие што отишле у спам, што треба нели аксепт да им направам за да можам да комуницирам со нив. Фак! Луѓе, се било точно што сме го, тоа што бугарите што се збореше дека зимаат пари да бидат бугари, ама тоа никој не го потврди од нивна страна, се додека овој не го потврди. Така и ова со, кога ќе речат некој така, ако има 55 и ако има пари, онда е убав, како беше. Ните стар, ните ружен. И млад и убав. Лепотале. Викам, за ова имаш вечера у Кипар. 10 вечери. Абе, како Кипар? И си кажа ви која дестинација е цурава. Леле, ме слушнавте ли? Као преска ја скривте. Абе, ја отиден сум со паметот, ви кажам 100%. А преска ја скрив дестинацијата, ме ги јужна земја, искача на море и после си кажав дека е Кипар. Да ти го... Ао, каква дилајла сум ја у пичку матеркови од СДС. Исто, дилајла. Ја кријам дестинацијава на почеток, да ме дискретен, не кажуваме цурава кај живе. И следно викам, и на Кипар имаш 10 вечери од мене на Кипар. Каква будала сум е. Ао! Ненормално. Кој Кипар бе да ти бам? Она мислеше. Ја се одна куфериве и на Кипар. Запичка на Кипар.
Мада знам, имам еден пријател, запичка, одеше у Нигерија. На времето. Поздрав до другаров, знае кој, да не ми излета и негово име. Го знаат сепак луѓе. У Нигерија отиде. У Африка, тоа Мирцко беше на времето. Некоја му... Ненормалниот во авионот у Нигерија. Види, ја... У Кипар... Нема да дам, не дека сега не сум милионер. Али, пази, ја... Сакам бе некоја што ќе ме сака, да види тоа што сум. Тоа што сум. Fuck off бе, fuck off, никаков! Стар, ружен! Јеботе Боке, значи само милиони си требало да имаш. Одма те викаат. Кипар, леле, Кипар, го издадов Кипар. Кипар, Мипар, Ципар. Каков свет е ова, каква цивилизација. Како успеав да се разбудам у ваква цивилизација? У друго време бе живеевме да му ебеш матереј. У друго време живеевме, сосема друго се размишляше, други вредности имаше, лудило. И сега немој некој од вас муживе да ми каже, але не се кере фекај тука, иди тамо собери нешто, земи кредит од глуми и дека си милионер, отиди тамо колку да... Јуди бе. Немај да ме јебете, што би рекол Кили, покој. Немај да ме јебете. И до сега сум бил без такви, па и од сега натака ќе бидам без такви. На заволе Стојко Вранковиќ, ако знаете кој е. Поздрав лепотане. Јебо матер. Да сум малце полабилна особа психички, а мужите повеќето се такви, одма ќе се уображев. Одма ќе застанев гол пред огледало. И вистина у пичку матер, ова управо, ова, таа шо ли е тамо, таа целата беше таква. Имаше додавки на себе, така е. Интервенции. Наша. Ја лепотан сум ми бил. Како ме праша да се биде милионер? Многу е добро. Топ! Милионеров секој ден седи и јаде говна на Фейсбук, у видео рилови. Топ е! И го викаат по емисии да лапрда за без пари. Јебот, знаеш како е да си милионер? Па уствари, зашо би ми дале мене пари у емисии кој ме викаат? Шо луѓе и тоа веруваат, људи. Овој народ е ненормален. Значи те сретна на улица, не еден. Колку те плаќаат што идеш на емисии на овакво и сега ги редат на кои емисии сум бил, колку плаќаат од телевизијава. Абе викам, тие да можат ќе ти ги земат и тие пари у моментот од джеп што ги имаш, а не да ти да. Абе немај да ме тупиш сега и ти, мора па зашто тогаш идеш? А логично прашање ми поставува типот. Не еден. Не било еден, луѓе десетици такви до сега. Најлогично прашање, дури онака си одиш, се поздравуваш со него, се разминуваш, си викаш, човече, ова е fucking 5000% управо. Шо, не те плаќаат? Па зашо го уопште идеш? Да лапрдаш, да едеш говна? И ти онака идеш према дома и си викаш, стварно, зашо уопште ја идам и лапрда? Кој? Милионер. Второ си реков, кога ми се деси ова, кога видов поракиве што се, дека луѓе поверува, па ми се упали друга си јаличка у глава, сикам, ова е ненормален народ, некој ќе помисли дека стварно сум станал милионер, дека имам у моментов ми легнале 5 милиони евра на сметка, ќе направи друга белја некоја позаебана. Пичку матри, ја најдов со шо да се заебава. Чи за... Хора мои! Не престанувам, го држам тоа од време до време. Хора мои! Се сакав нешто да кажам и заборев. Шо за да кажам? Поима не. Не е битно. Нешто сакав многу важно да ви кажам у моментот, ама ето. Заборев. Многу шокови ми се десија од Сабајле. Така што мислам дека е време да си ја земам терапијата. Гледате, заборам што сум кажал пред 2 секунди. Викам за ова,
Дискреција ја држам земја, една цура од една европска јужна земја, на море тамо искача и после викам на Кипар 10 вечер ќе тече, става, колку сум глуп. Ај се гледа.